Учителката Весела Богдановиќ од основното училиште Кочо Рацин во селото Ивањевци беше прогласена за еден од 50 најдобри едукатори на светот. Изборот што го направи Американската фондација Варки Джеймс се должи на методите што таа ги користи за да можат незините 8 ученици полесно да ја совладаат наставната програма. Изборот за најдобар наставник на светот ќе се одржи следната година во Дубај, а наградата е $1 милион. Весела Богдановиќ, оделенски наставник во основното училиште Кочо Рацин во Могилското село Ивањевци, е пример колку може да биде креативен наставниот процес дури и во мало училиште во рурална средина, заради иновативните методи, техники и средства што ги применува за незините ученици полесно да ги совладаат наставните програми. Таа од фондацијата Варки Джеймс е прогласена за еден од 50 најдобри едукатори на светот. Богдановиќ живее во Битола и веќе 12 години, секој работен ден, на сопствен трошок, патува до нејзиното работно место, до училиштето во Ивањевци. Се трудам да задоволам две детски потреби. Значи, едната детска потреба е потребата за примена, значи за работа со современа технологија, значи тука ни интерактивната табла и компјутерите кои што ги добивме нели од министерството. Од друга страна, значи на директен контакт со природните материјали, значи играме буквално значи со се што е интересно и забавно средство за дечињата, многу вежби за развој на ситната моторика. Исто така, со лични скромни финансии, заедно со своите 8 ученици, изработува нагледни средства од отпадни и природни материјали, а часовите ги претвора во креативни работилници, каде децата учат преку игра. Најголем дел од ова шаренило, од ова се што го гледате, буквално се работи направени со пренамена на материјали. Не е тоа нешто што прво се прави за еден час само и часот поминува и толков труд да се вложи само за еден час. Значи сите материјали можат да бидат пренаменети понатаму. Например, еве кукички што имаме направени од 5 литарски шишиња како да личат на печурки, за многу различни намени. Во една кукичка чуваме зборови, во друга броеви, во трета целата азбука и сега низ различни игровни активности се ги пренаменуваме само за она што ни треба. Следната година во Дубај ќе биде изборот за најдобар наставник на светот, кој ќе добие $1 милион, доколку учителката од Ивањевци ја освои наградата. Има желба да направи бесплатен едукативен комплекс дисперзиран во повеќе градови во Македонија.